Во новиот шорткат ќе гледате. Северна Македонија ги започна преговорите за зачленување во Европската Унија. Има ли кај нас можности и иницијативи за рециклирање на текстил? 40% од младите изјавиле дека корупцијата во земјава ги мотивира да се иселат во странство. Здраво на сите! Ова се само дел од содржините за кои ќе зборуваме во најновата 46-та епизода на Вестите за млади. Останете со нас, јас сум Гоше, а ова е Шорткат. По 17 години откако стана кандидат, земјава конечно ги започна пристапните преговори за членство во Европската Унија. Првата меѓувладина конференција се одржа во Брисел во вторникот на 19 јули. Во исто време започна и скринингот на нашите институции кои го прават експертите на Европската Унија. По скринингот, пред да продолжат преговорите со втората меѓувладина конференција, Македонија треба да го промени уставот и да го запише во преамбулата бугарскиот народ, покрај сите други народи кои се таму наведени. Во периодите кога времето се стоплува, вообичаено правиме генерално чистење на домовите и на нашите ормари. Дебелите алишта се заменуваат со летни, купуваме и нова облека, но што се случува со алиштата и обувките од текстил кои веќе нема да ги носиме? Има ли кај нас можности и иницијативи за рециклирање текстил? Погледнете повеќе во следниот прилог. За да се заштити животната средина и да се намали текстилниот отпад во светот, изминативе години произлегува повеќе иницијативи кои изнаоѓаат креативни и иновативни начини на преработка на текстилот. Но кај нас облеката и другите ткаенини што веќе не ги користиме, наместо да се рециклираат, најчесто завршуваат на депониите измешани со другото ѓубре. Изразено во тони, минатата година селектирани се само 8737 тони текстилен отпад. Од друга страна, иницијативи за рециклирање текстил, освен од неколку креативни поединци, скоро и да нема. Една од ретките кои организираат акции преку кои текстилот добива втор живот е Ана Тодоровска од Второ Азно. Таа смета дека на овој проблем треба да се пристапи многу темелно. Денеска нашата облека е многу голем дел произведена од пластични материјали и синтетички материјали, најчесто полиестер, кои подоцна се разградуваат во микропластични частички и потоа завршуваат во бучната, водата и се враќаат во многу полош начин. Така што би кажала за нешто вистински да се смени, тоа е целиот процес на производство и на консумација на овој производ. За да ја поттикне еколошката свест во јавноста, Ана организира сезонски акции за размена на користена облека. Имamo пролетна, летна, есенска и зимска размена и исто како што луѓето ги празнат локарите, до тој начин може секој да се направи селекција од гардеробата која што веќе не ја носи и да ја донесе на размена да се. Исто тоа нели да го разбиеме тоа табу на носење на стара облека, дека не е срамота, дека може да ја дадеме втора шанса. Ана е задоволна затоа што веќе има луѓе кои редовно почнале да доаѓаат на овие размени, а за да постигне уште поголем ефект, соработува и со талентираната креаторка Катерина Димитровска, која за разлика од познатите домашни брендови користи рециклирани материјали за незините колекции и не фрла ниту едно парче ткаенина. Многу често се снабдувам со остатоци од материјали што ми останале мене или што останувале во тие истите продавници. Исто така second hand облека, пошто многу често работам со деконструкција. При изработката на уникатните парчиња облека, Катерина користи различни техники за да ги наслика или да ги извезе. Се разбира, при кроењето секогаш и остануваат ситни парчиња текстил, но наместо да ги фрли, таа ги употребува за полнење перници или на некој друг начин. Со тоа придонесува за промовирање на концептот нула отпад и во личниот живот и професионално, што е од исклучителна важност. Експертите од Светскиот институт за ресурси пресметале дека ако потрошувачката продолжи со ова темпо, ќе ни требаат 3 пати повеќе природни ресурси до 2050 година во споредба со количините кои ги трошевме во 2000 година. Објавен е конкурсот за прием на студенти во државните и приватните студентски домови за предстојната академска година. Обезбедени се вкупно 4834 легла, од кои 1165 се предвидени за студенти од прва година, а 3669 за студентите од другите години и апсолвентите. За пријавување на конкурсот, студентите треба да пополнат електронска пријава и да ја прикачат соодветната документација на интернет порталот на Министерството за образование и наука.
Студентите може да конкурираат за прием само за еден студентски дом. Рокот за пријавување на студентите од втора година и повисоките години е започнат и ќе трае до 5 август. Рокот за пријавување на студентите од прва година пак почнува од 5, а трае до 16 септември. Четворица од 10 млади изјавиле дека ќе напуштат државата поради степенот на корупција. А секој трет кажал дека токму корупцијата е главна мотивација да се приклучи и да придонесе во борбата против коруптивните дејства, покажува анализата спроведена од Младинскиот сојуз Крушево. Во анализата учествувале 440 млади, од кои речиси 64% изјавиле дека досега директно никогаш не учествувале во коруптивни активности. Сепак, 4% од нив велат дека состојбата со корупцијата во земјава ги наведува да станат дел од нејзиниот синџир. Генералната оценка за борбата против корупција од испитаните млади е 2 на скала од 1 до 5. На младите корупцијата најмногу им пречи во сферите на правосудството и тоа на дури 58% од нив, во здравството 27% и во државната администрација 18%. На последното полагање државна матура учениците покажаа подобри резултати на тестот по македонски јазик одошто на оној по англиски јазик, што не беше случај до минатата година. Како што информираат од Државниот испитен центар, годинава просечната оценка по македонски јазик е 4,13, а по англиски јазик е 3,48. Надлежните констатирале дека на испитот по англиски јазик имало многу преписи од интернет. Објективноста во проверката на знаењата на испитите кои се дел од државната матура ќе се подобрат кога полагањата ќе се реализираат во поголеми простори, како спортски сали со присуство на поголем број тестатори. Инаку во однос на полагањето на годинешниот матурски испит се почитувало договореното, предметните комисии што ги правија прашањата дале прашања кои се јасни и прецизни, немало трик прашања. Опфатен бил целиот испитен материјал кој го поминали учениците. Инаку годинава просечната оценка по математика беше 4,18, а предметот го полагале 1200 ученици во државата. Од нив 560 добиле петки. За крајот на денешната емисија ви информираме за еден голем успех на нашите млади математичари. Македонската репрезентација составена од наши ученици математичари освои 2 сребрени и 2 бронзени медали на Интернационалната математичка олимпијада што се одржа во Осло. Ново и најпрестижен математички надпревар во светски рамки, нашите ученици Никола Спировски и Дамјан Давков освоија сребрени медали, а Блаже Суклевски и Јан Стојановски освоија бронзени медали. Интернационалната математичка олимпијада е надпревар за средношколци, но нема возрастно ограничување во однос на долната граница, па може да се надпреваруваат и ученици помлади од 15 години. Секоја земја учесничка може да испрати најмногу 6 надпреварувачи. Им честитаме на нашите математичари и генијалци, а ние стигнавме до крајот на денешната емисија. Следете на нашите профили на Instagram и TikTok и информирајте се директно на сајтот на meta.mk преку рубриката CTRLZ. Добредојдени се сите ваши коментари или забелешки за емисијата што ќе ни ги испратите. Чао, чао!